МВР и основното јавно обвинителство денеска без нови детали за историскиот грабеж што се случи во НЛБ Тутунска банка. Каде се парите кои ги украде вработениот од банката, дали действувал сам, како е можно 5 дена да изнесува врзопи пари од трезорот без при тоа никој да го забележи, како е можно никој да не ги следел безбедносните камери на банката. Ова се само дел од низата отворени прашања, дилеми и мистерии кои ги отвора грабежот на деценијата. 40-годишниот скопјанец која изврши кражбата е приведен уште во понеделникот, заработи кривична пријава од МВР и 30-дневен притвор, но се уште не кажува на полицијата каде се парите. Ова е најголемиот, но не единствен грабеж од банка. Слична ваква кражба се случи во 2014 година, кога тројца вработени во Охридска банка украдоа 200.000 евра од трезорот. И тогаш вработените во неколку наврати ги ваделе парите, и тоа на тој начин што касетките од банкоматите, наместо да ги полнат во просторија под видеонадзор, тие ги полнеле во помошна просторија. Касетките не ги пломбирале, оставајќи можност потоа да ги заменат, а вредноста на парите во банкоматите ја внесувале само мануелно. Но грабежот на НЛБ го сруши досегашниот рекорд на грабежи во историјата на македонското банкарство. Досега најголем грабеж на банка беше оној во 2010 година, кога од возилото на Битолската стопанска банка на излезот од Прилеп под закана за оружје беа украдени 450.000 евра.